Председателе, моята процедурална забележка се однесува на член 68 став 4. Вика, седница на собранието се одржува во времето од 11 часот до 18 часот, со пауза од 1 час ако председателот на собранието за одделни седници поинаку не одлучи. Јас бев во дилема дали да ви земам на вас процедурално или на председателот на собранието, се одлучив на вас, бидејќи мислам дека вие сте поодговорен за ситуацијата која што се случува во последните 2 месеци. Значи, оваа седница почна во 11:16. Значи, веќе ја скративте за 15 минути. Минатиот пат кога поставувавме пратенички прашања, имавме пауза до 15:15 часот, а вие ја почнавте седницата во 16 часот. Значи, е неразбирливо зошто ја почнувате подоцна, зошто намерно го кратите времето. За оваа седница гласаме ли дневен ред? Не. За оваа седница ви треба мнозинство? Не. Значи, тука очигледна тенденција да се заштити фактички премиерот, да не му се поставуваат незгодни прашања, затоа што очигледно е малку, ја би рекол, тенок на нерви, затоа што и нешто и малку да му се постави проблематично, често вака изтрчува во салата, тоа не го гледаат гледачите. Понатаму, вие со вашето одоговлекување најгрубо го кршите, значи член 40, кој што обезбедува на пратениците кои што не се организирани во пратеничка група, тоа е пратениците на Левица, да поставуваат пратенички прашања. Значи ние 2 месеци, овој трети месец веќе чекаме да поставиме пратеничко прашање. И вие ни вадите таму после статистики од собранието, да кој пратеник колку пратенички прашања поставил, како да поставиме? Како да поставиме? И ја завршувате седницата пред 18 часа. Некој ще завршувате 5-10 минути, минатиот пат дури и пола час. Значи, јас би ве замолил, вие не сте подпредседател или председавач на премиерот или на пратеничката група на СДСМ. Вие сте подпредседател на сите нас тука и ве молам да внимавате како водите седницата, за да ние ги оствариме нашите деловнички за гарантирани права. Значи, вие тука не ставате во ситуација ги кршите нашите деловнички права, да јас морам, например, ако ви е по-згодно, да земам 3 процедурални и ќе поставам 3 прашања у моите процедурални и после може да му дадете онака паушално на премиерот да ми ги одговори, да дојде на говорица, затоа што и тоа е пракса во ова собранието, пошто го направивте деловникот турлитава. Вчера, например, баш председателот на собранието му нудеше на колегата Ковачки да се доискаже, иако ја не знам во кое својство, председателот има пракса, наместо да зема реплика, да се одговара од место и потоа му вика на пратеник, па дојди на говорница да искажи се. Значи, ако е таква ситуацијата, после ова да земам ја 3 процедурална, да поставам 3 пратенички прашања, ќе му дадете на премиерот да се доискаже и така ќе бидат запазени моите деловнички права и без разлика што ќе биде прекршен деловникот, ќе биде помалку прекршен него тоа што го правите сега. Ви благодарам.